Советниците едногласно го усвоја кварталниот извештај за општинскиот буџет кој е реализиран 20% во првите 3 месеци. Се усвоја и одлуките за финансирање на дел од основните училишта, како и финансиска помош за јавното предпријатие за стопанисување со спортските објекти. По барање на училиштата, советниците дадоа и зелено светло за училишните екскурзии. Во изминативе 4 години гостиварските советници одржаа 37 седници, на кои донесоа близу 1600 одлуки. Советниците велат дека се донесени одлуки кои ги подобрија условите во функционирањето на гостиварци. Советот на општина Гостивар во тек на овие 4 години носил одлуки кои биле за доброто на сите граѓани во општина Гостивар, одлуки кои биле во сите сфери, почнувајќи од урбанизам, здравство, образование. Сите тие одлуки биле во добро на сите граѓани кои се во територија на општина Гостивар, почнувајќи од градот и сите други населења во општина. Сите одлуки се донесени со множинство на советниците. До сега сме држале 37 седници во кои скоро сите точки што биле во дневен ред се гласани од множинството на советниците. Значи, изминативе 4 години советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата учествуваше активно во работата на Советот на општината Гостивар и успеавме да донесеме доста позитивни одлуки за граѓаните на општината. Се надевам дека и во идните мандати на Советот на општина Гостивар ќе имаат подобар и исти подобар успех од нашиот. Во овој период 4 годишен сме се труделе да бидеме конструктивни, не во смисол да даваме само гласови, туку да даваме свој допринос во своите дискусии на седниците во врска на точки кои не сме се согласувале или било што. Од гарнитурава што е дојдена, нашиот глас е познат, дека ние не сме учествувале на гласање, туку сме биле активни, значи, во своите дискусии 4 годишни. Точно дека беме може да заклучаме една права конструктивна опозиција. Иако при крајот на мандатот ги некако измешаме работите, меѓутоа сепак се трудеме да сите оние одлуки на собранието кои беа во интерес на граѓаните да ги поддржиме и да дадеме допринос. Соработката беше на ниво, мислам дека треба да бидеме задоволни од 4-годишната соработка и работа во Советот на општина Гостивар. Искуството со моите колеги е огромно, како и во секој совет, така и во овој совет, ние сме придонеле за реализација на огромен број проекти, сме имале и добри и лоши искуства, сме имале разни дебати, почнувајќи од општинската администрација, градоначалникот, моите колеги советници, меѓутоа се тоа било во корист на сите граѓани во општина Гостивар. Дали е ова последна седница на овој гостиварски советнички состав или ќе им биде продолжен мандатот, останува да видиме каква одлука ќе донесе владата на Република Македонија, откако вчера Уставниот суд се прогласи за ненадлежен да се произнесе за законитоста на 2 члена од Законот за локална самоуправа, како и 1 член од Изборниот законник.